Никогаш и за ништо не бил виновен, се е продукт на систематската некоректност, неправедно и тенденциозно однесување кон него, која ја доживеа својата кулминација на прошталниот конгрес, кога тој, а не кој било друг, со право забележа дека е жртва на постојани предавства и изневерувања. Еден од најбрилјантните умови на македонската политичка сцена, господинот Мартин Протугер, ми раскажа како на некој пријател му рекол за мене. Човекот го започна мандатот во партијата со нож во грб и го завршува со нож во грб. Го коригирав и му реков дека не е во право и дека го завршувам не со еден, туку со повеќе и не ножеви, туку ножиња во грб. Тапа Џонсон нема врска. Потенцирањето на таа блескава мудрост која бликала од главата на неговиот најблизок соработник и доведе до тоа последното од тие мали сечила да биде вметнато како главна референца во епохалниот говор за разделба, во кој со истиот, стандардно недуховит речник наместо шега, се предизвикува навред. Оно што е значајно, а благодарејќи на брилијантниот пишувач, помина незабележано е дека цитатот е на Груевски, туку не еден од редицата носачи на мали ножиња. Поранешниот министар за надворешни работи Антонио Милошевски направи една компарација и една илустрација, па вели, кога сегашниот министар за надворешни работи на Македонија на пресконференција со колегата од Грција вели: се надевам дека ќе ја препознаете новата можност. Тоа може сликовито да се илустрира со еден пример од типот како кога студент во студентски дом влегува во собата на својата колешка, која е комплетно соблечена и подготвено го очекува и му вели: се надевам дека ќе ја препознаете новата можност. Значи не следат буквално не со лупа, со дурбин. Тие што ќе ја препознаат новата можност, нама ќе се залетаат и без заштита ќе ја искористат, се соочуваат со сериозен проблем. Болеста, она што произлегува од искористената можност, лесно се фаќа, ама тешко се лечи. Најважно од се е сепак да се знае дали е тоа вистинскиот извор од кој била предизвикана заразата. Венерични заболувања. Па тоа од месеците. Од месеците, некогаш некои месеци се што испуштаат нивни кислород, така да човекот без кислород не може, ама со многу кислород и ми се чини дека испуштаат тие венеричните заболувања више, како се викат, што го има во книгата, тоа олово. Олово. Тоа олово е претешко за народот, за дишењето. Тапа Џонсон нема врска. Оваа преопширна дефиниција сепак открива дека не сме само на мака од алуминиумот, туку вината треба да се бара и во други типови на метали кои се испуштаат во воздух. За несреќата да биде поголема, според најновите математички откровенија во троцифрената агенда на владата, се крие таен код преку кој мош нејасно се отчитува и станува очигледна незината директна поврзаност со сатаната. 369, кој нели во една прилика баш тука реков дека нивниот збир е 18 делено на 36, што е ѓаволски символ. Значи не следат буквално не со лупа, со дурбин. А ѓаволот во политиката на вистина секогаш е во бројките, особено во оние што ја детерминираат парламентарната и владината аритметика. Таа болест не само што не е венерична, иако е предизвикана од непримерно мешање секрети, туку не е ниту дерматолошка, бидејќи се тоа образи кои очигледно се имуни на каква било инфекција. Криво седи правосуди. Груевски покажа нов начин на менаџирање со владата. Сите тие ќе одат во шутка и ќе пеат цела шутка во Маровски затвор. Ја не идам, ако треба и опозиција ќе останам. Јас сум си верен на ВМРО ДПР со мојата партија и си останувам доследно. Тоа све што е кажано до сега, тоа е све некои манипулации, но има шанси и со ДУИ, има и со СДС шанси. Но лавот останува лав, а хиените ќе си останат хиени. Тапа Џонсон нема врска. И на крајот, небото над Белата палата е бајги потемнето од мршојаци. Нашиот народ бара светлина и надеж. Дали ние ќе бидеме тоа? Може би, повторно ќе кажам претенциозно, да. Но ако ме прашате дали знам,
Искрено повторно ќе кажам, не знам. Искреноста во политиката и не е нешто особено добра карактеристика, но далеку е подобра од недостигот на оптимизам. Тоа е израз на немоќ.